Замислете како би изгледала сликата на Европа, која би требала да ја насликаме, доколку на располагање имаме само една единствена боја. Таа слика би била монотона, еднолична, неинтересна, нереална. Тогаш ајде да ја замислиме истата таа слика, кога при рака би ни била целата палета од можни бои. Во тој случај сликата би била шарена, убава, интересна и би ја одразувала вистинската реалност. Таква е состојбата и со јазиците во Европа. Иако доминантни се англискиот, францускиот и германскиот јазик, сепак Европа е комплетна кога на дланка имаме сите нејзини јазици. Ако се согласуваме дека моќта во заедништвото на различностите, тогаш мора да се согласиме дека повеќејазичноста е една од главните придобивки на најстариот континент. Впрочем, различноста на јазиците е културно богатство на Европа. Веројатно, поаѓајќи од таквите сознанија, Советот на Европа и Европската Унија пред безмалку 12 години или поточно на 6 декември 2001 година донесе одлука европјаните да го слават 26 септември како Европски ден на јазиците. Целта на овој празник е да се поттикне учењето на странски јазици ширум Европа. Колку повеќе јазици знаеме, толку сме побогати. При тоа, мора да знаеме дека околу 225 јазици се со потекло од Европа, но тоа се само 3% од севкупните јазици кои во светот се зборуваат. Со порастот на имиграцијата во Европа, континентот стана уште повеќе многојазичен. Затоа, ако сакаме меѓусебно да се разбереме, ако сакаме заеднички да чекориме кон иднината, ако сакаме да научиме повеќе едни за други, тогаш неминовно е да ги урнеме јазичните бариери кои се пред нас исправени. Колку повеќе јазици зборуваш, толку вредиш. Со секој нов јазик кој го зборуваш, живееш нов живот. Ако знаеш само еден јазик, живееш само еднаш. Ова се само две од многуте поговорки кои зборуваат за тоа колку е важно да се учат странските јазици. Познавањето странски јазик уште од најраната возраст е од суштинско значење за денешниот свет. Но тоа не значи дека тоа не им е потребно и на оние кои припаѓаат на останатите возрастни категории. Кај нас, учењето на странски јазици започнува уште од најрана возраст, а во подоцнежното школување учењето на два странски јазици е задолжително за сите ученици. Но постоењето на школи за странски јазици овозможува учење на странски јазици за сите граѓани без разлика на која возраст се. Општина Струмица пак дополнително поддржува, иницира и спроведува проекти кои се во доменот на изучување на странските јазици, покажувајќи го при тоа на дело своето европско размислување, европски начин на работа и европска ориентација. Така и ќе остане во иднина со стремеж кон богатена мултилингвалност. Ако јазиците се мостови меѓу културите, тогаш денешното одбележување на Европскиот ден на јазиците во Струмица нека биде камен темелник за изградба на нови такви мостови. Благодарам.